Audio Jungle. Го започнуваме овој голем настан за развој на туризмот во прекуграничниот регион во Охрид. Тука амбасадорите, представниците од поддржаните проекти, поканетите гости и корисници ќе се вклучат во рамки на конференцијата. Тие ќе дискутираат за неколку клучни теми значајни за туризмот, како што се производите кои се нудат на туристите, одржливост на понудата, потребните стандарди и безбедноста на храната во агротуризмот, учеството на жените предприемачи во збогатувањето на туристичката понуда и така натаму. Се наоѓаме во спасувачкиот центар на Црвениот крст. Околу значењето на проектот ќе го запрашаме господинот Антонио Додевски, раководител на проектот. Здраво. Колку е значајно отварањето на едно вакво место, како Црвен крст, и колку е барана оваа услуга? Со оглед на тоа дека станува збор за првиот и единствен центар од ваков вид, кој во себе има оперативен центар и тренинг центар за обука на идни спасители, има огромно значење не само за регионот на Охридското езеро, туку и многу пошироко, бидејќи во овој центар во иднина ќе се обучуваат спасители за останатите региони, за останатите општини од двете држави. Audio Jungle. Добар ден, господине. Мирдита. Ми се најрдат. Вашиот проект е конкретно насочен кон развој на туризмот во прекуграничниот регион. Може ли да ни кажете какви успеси до сега имате? Да, значи нашиот проект опфаќа регионот на планскиот регион Полог и регионот на Елбасан. И еден од најголемите успеси е што имаме веќе мрежа од на 160 членки, имаме платформа веќе изготвена дигитална платформа која што во иднина ќе ги собере сите овие дестинации, микроактивности и заеднички пакети и ќе ги промовираме во нашите маркети и лаби. Добар ден. Каква улога имаат жените во развојот на туризмот? Жените имаат клучна улога во развојот на туризмот, затоа што тие се главните обезбедувачи на услугата досега и главната работна сила, но досега беа непрепознаени и затоа целта на овој проект е да направи промена. Односно, ние имаме таргет 100 жени кои што ќе почнат собствени бизнеси и ќе нудат услуги од овој тип и ќе бидат водени тие бизнеси исклучиво од жените. Производите кои што главно ги нудат се производи од храна, се накит, сувенири, деловници, козметички производи кои што се био, кои што се многу интересни за луѓето кои што доаѓаат поготово од Европа. И јас мислам дека има голем простор за развој во овој сектор, доколку овие жени ги отворат тези бизнеси.